Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во денешната рубрика посветена на жените и женските проблеми, ќе разговараме со Дороти Пачкова, председателка на Сдруженијето Една може, кое што се застапува за унапредување на правата на еднородителските семејства. Добро утро, Дороти, ќе разговараме по телефон. Ние пред 2 месеци се разговаравме и тогаш вие кажавте дека тоа што нема дефиниција за тоа што значи самохран родител или мајка или родителка, нели? И тоа што всушност нема регистар во државата колку такви родители има, го комплицира добивањето на помош од државата како мерка, нели, за справување со последиците од пандемијата. Дали ја слушам? Не ја слушам, Дороти? Ало, добар ден. Добар ден, Дороти. Не знам дали го слушнавте моето прашање. Јас ве поздравувам уште еднаш. Дали ме слушнавте што ве прашав или да го повторам прашањето? Па, со оглед на целава ситуација и технологијава, која колку ни е во полза, понекогаш знае и да не се знае, разбирање уште еднаш кога слушам прашањето. Да. Ве прашав за тоа, бидејќи кога пред 2 месеци, пред околу 2 месеци разговаравме, вие кажавте тогаш дека тоа што нема регистар на самохрани родители и тоа што нема дефиниција што всушност значи самохрано семејство, односно едно родителско семејство, го комплицира начинот на добивање на помош од државата како една од мерките, нели, за справување со последиците од пандемијата. Така, дали нешто се измени, Дороти, во оваа смисла? Во изминатите 2 месеци можам да заклучам дека после доаѓањето на стапувањето на сила на 4-тиот сет мерки на влада, каде имаше само една единствена мерка која се однесуваше на самохраните родители, каде сепак морам да напоменам дека се направи исклучително мал опфат од сите подгрупи на самохрани родители, беа опфатени само беа релевантни да аплицираат само 2 подгрупи самохрани родители, оние родители каде има починат втор родител и оние родители каде не фигурира втор родител во изводот на дечињата, беа релевантни да аплицираат за оваа еднократна мерка, која е некаков минимален чекор, некаков минимален показател дека слушнати сме од власта, но не е доволно разбрана и не е јасна состојбата во која се наоѓаат самохраните родители. Зборува самата еднократна мерка, што значи еднаш само ќе се понуди поддршка од 6000 денари и тоа на исклучително, напоменувам, исклучително мала група од големата група самохрани родители. Ни зборува дека сме слушнати, но не ни зборува дека сме разбрани. Сите чекори кои овие 2 месеци ги превзема нашата граѓанска организација се во насока на сензибилизирање на оние кои се на позиции на моќ да разберат дека всушност не ја завршиле работата ако формирале една мала еднократна мерка која е многу мал импакт прави со самиот факт дека е еднократна, а потоа и дека прави многу мал опфат на луѓе кои можат да ја користат. Од нашето здружение аплицира околу 500 самохрани мајки. Поголем број од нив не беа воопшто релевантни за аплицирање на мерката, заради фактот кој го напоменав, а тоа е што мерката ги исклучуваше најголемиот број од самохрани родители. Сакам, Дороти, да ве прашам, кои се тие категории на самохрани родители кои што влегуваат кои што можат да аплицираат за овој вид помош? Мене ме зачуди, например, податокот дека разведените родители не спаѓаат во категоријата кои што можат да добијат помош со овие мерки. Така е, нашата организација детектираше најчесто застапени 8 вида на еднородителски семејства според контекстот на потекнување,
според настанокот на еднородителско семејство, додека оваа мерка опфати само две од нив, како што напоменавме. Самохраните родители каде не фигурира втор родител во извод се тие и самохраните родители со еден починат родител. Тоа е тоа. Разведените родители не спаѓаат, кои имаат целосно старателство или поголем дел од старателството им припаѓа, тие не спаѓаат во оваа мерка. Исто така во законската дефиниција на државата не спаѓаат оние самохрани родители каде има исчезнат родител. Не спаѓаат оние самохрани родители каде родителот фигурира проформе, а не поднесува никаква родителска одговорност. Иако имаме такви голем број на родители кои никогаш не ги виделе своите деца, кои никогаш не ги однеле на училишта, тие родители државата не ги препознала. За жал. Да. Она кој го направивме ние како здружение е за сите самохрани родители од една може кои беа одбиени, а сепак припаѓаа на двете целни групи кои требаше да ги опфати мерката, беа одбиени околу 50 на самохрани мајки, без при тоа да им се даде образложение зошто се одбиени, иако ги исполнуваат двата критериума. Ние поднесовме групна жалба до влада, но за жал се уште никој ништо не ни одговори. Следните чекори се правно процесуирање апсолутно на сите одбиени, а релевантни самохрани родители за оваа мерка. Но интересното и на политичко ниво, она кое се случува, е тоа што, например, низ ревизијата на законите кои се во моментот отворени, и за кои чекаме да видиме што ќе се случи на 18 јануари на парламентарна расправа во собрание, каде парламентарките ќе го имаат последниот збор. Станува збор за законот за семено насилство и насилство. Да, ќе ве прашам и за тоа, Дороти, ќе ве прашам и за тоа, но сакав уште малку да поразговараме за ова што е всушност сега најактуелно, бидејќи пандемијата сепак се уште трае и сепак се уште многу луѓе се соочуваат со последиците од пандемијата. Кажете ми, освен овие работи што ги наведовте, дали има и други проблеми со кои се соочуваат самохраните родители при аплицирањето за помош од државата? Ако се навратиме на единствената постоечка мерка која ја спроведе државата во однос на еднородителството во период на пандемија како COVID-19, станува збор за еднократната мерка која ја спомнавме. Не постои ниту еден друг тип на мерка, ниту еден друг тип на поддршка од страна на државата кон целната група. Токму ова ја прави вулнерабилна целната група, игнорантноста на државата. Мерката траеше, отворена беше мерката 5 дена, беше потребно да се поднесат изводи од родителот и од детето. За жал, за било какви изводи од матичната книга на родени, умрени, разведени и слично се потребни најмалку 10 работни дена за да дојдете до било каков извод. Тоа беше уште една неможност, зашто голем број од нашето членство и било кои самохрани родители во Републикава не успеа ни да аплицираат на мерката. Од аплицираните, како што спомнавме, дел се одбиени зашто не се релевантни, но исто така, што е фрапантен податок, голем дел кои се релевантни за мерката ги исполнуваат сите услови, успеа да земат слободни работни денови од работа и да трчаат по шалтери за да набават изводи во исклучително краток рок, беа одбиени. Тоа е клучниот проблем со оваа мерка. Сега, спомнавте веќе минатиот месец вие иницииравте собраниска седница на која што се расправаше за предлог законот за спречување на семено насилство и насилство врз жените. Вашите главни забелешки всушност беа да се сменат термините, да се сменат категориите во законот, така како што сега е предложен. Нашите забелешки беа во повеќе различни насоки, некои од нив се однесуваат на самите факти дека законот е родово слеп, па ние сакаме да дадеме придонес со нашата експертиза за тој закон да не биде родово слеп и да биде во служба на оние за кој е создаден, од една страна, а од друга страна, ова е можност која јас искрено се надевам дека парламентот нема да ја пропушти за прв пат во историјата на Македонија да ги вметне самохраните родители како посебна целна група и да ја стави дефиницијата за самохраност и за еднородителско семејство, како што поднесовме амандмани во самиот закон. Ако разгледаме низ државните документи, ние заклучуваме дека не постои дефиниција за самохраност, официјална дефиниција. Само
пред 15 на години се спомнати во Законот за детска заштита самохраните родители и тоа самохрани родители во најмал опфат, каде не фигурира втор родител и каде е починат едниот родител. Нашата дефиниција е дефиниција која превземавме од Европскиот институт и таа ја вели дека самохран родител е секој оној родител кој самостојно одржува домаќинство и поднесува целокупна одговорност самостојно кон своите деца. Исто така вие се залагате за промена на терминот ранливост или ранлива категорија. Што значи тоа? Ранлива категорија е еден термин кој де факто постои, но на кој алудираме дека не е ранливост терминологија која е настаната и која е етикета на оние луѓе кои ги велиме ранливи категории заради тоа што тие се така родени ранливи. Ние сакаме да дадеме до знаење дека ранливоста е социјална конструкција. Секој пат кога државата нема доволно развиени механизми за сите различности може да функционираат низ ова општество, сите тие категории кои ги исклучува ова општество се ставени во позиција на ранливо. А дали мислите дека во законот ќе има место за вашиве забелешки? Имате ли позитивни некакви реакции, да речеме, на вашите забелешки, на вашето излагање во собранието? Ние покреновме јавна расправа за ревидирање на овој закон. Поднесовме конкретни ставки по кои основи и во кои членови точни во законот бараме промени. Поднесовме конкретни предлози за промените кои се во соодветност со нашата државна легислатива, но исто така и се во корелација со останатите закони кои се однесуваат на родова еднаквост. Исто така, нашите предлози се европски предлози кои се веќе некаде во земјите сродни нашата земја успешни примери. Парламентарките не слушна, она кое го добивме како фидбек од нив беше дека по нашите предлози ќе поднесат амандмани за промена во законите, за точните промени на кои алудиравме. Останува, повторно ќе речам, на 18 парламентарките да ја напишат историјата. Ќе застанат позади самохраните мајки или нема да застанат? Во која смисла да ја напишат историјата? Во смисла дека прв пат во животот на оваа наша млада држава ќе направиме дефиниција според стручни и експертски предлози за еднородителските семејства и самохраните мајки или нема да го прифатат предлогот и нема да го поминат на влада и нема да го поминат во парламент и нема да имаме дефиниција, па ќе повторно при отварање на следен сличен закон ќе мора да се бориме од почеток. Дороти, дали сметате дека токму законот за спречување на насилство и семејно насилство и насилство во жените е тој вистинскиот кој што треба да се занимава со правата на еднородителските семејства или можеби треба нов закон? Секој закон кој е закон создаден за да направи придонес кон родовата еднаквост и да понуди еднакви можности на сите различни типови на категории на жени и девојки е соодветен закон. Мене она кој најмногу ми пречи како експертка, зборувам од позиција на експертиза, е тоа дека оние кои ги креираат законите прво и основно се нестручни, второ, закони не се креираат низ недемократски процеси преку затворени врати, закони се креираат демократски и јавно, со вклучени сите конституенти и со вклучени сите целни групи на кои се однесуваат законите. И трето, што е најболно од се, не може во служба на необременување на државните документи да ги обременуваме луѓето за кои ги создаваме тие државни документи. Какви се искуствата во странство? Вие како човек што ги следи овие состојби, имате ли конкретни искуства врз кои ги базиравте конечно и вашите забелешки и вашите барања во однос на тоа какви се законите, например, во регионот?
Во однос на законите на држави сродни или на државите членки на Југоисточна Европа, можам да кажам дека апсолутно во последниве години, колку што ние се бавиме како една може со оваа тема, целиот регион работи на зајакнување на сите овие ранливи категории на девојки и жени. Ние сме вмрежени со целиот Балкан, со сите држави во нашата околина и заедно работиме на заеднички дефиниции, што вели дека ќе имаме усогласена легислатива со сите со кои сме на слично ниво. Добро, јас ви благодарам многу за овој денешен разговор. Се разбира дека ќе ја следиме ситуацијата што ќе се случува. За сега многу ви благодарам што одвоивте минути време еве да се вклучите во утрински брифинг. Благодарам, Александра, многу ни значува.